Редовен термин за дневникот на К1. По кратките најави започнуваме веднаш. ВМРО ДПМНЕ денеска го промовираше манифестот за единствена Република Македонија. Активно тече градбата на новиот автопат Скопје-Штип, објави денеска на својот Facebook профил лидерот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски. Денеска се одбележува светскиот ден за лица со аутизам. ВМРО ДПМНЕ денеска го промовираше манифестот за единствена Република Македонија, потикнати од силна желба да живееме во успешна земја со пазарна економија, заснована врз знаење, умење, креативност и праведност. Предлагаме национално обединување околу манифестот за единствена Република Македонија, соопшти денеска на пресконференција Антонио Милошовски, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ. ВМРО ДПМНЕ денеска пред македонската јавност промовираше документ насловен како Манифест за единствена Република Македонија. Овој партиски документ има за цел да допринесе за национално обединување на сите граѓани во државата. Овој манифест се залага за држава која има отворена пазарна економија, каде се потикнува секој не да учи само за диплома, туку да стекне знаење, да развива способности, како и да иновира и да превзема ризик, а со самото тоа да успее да го реализира сопствениот сон. Колку повеќе граѓани со таков капацитет ќе имаме, толку поуспешна држава ќе создаваме. Манифестот е составен од 4 принципи, и тоа: обединување околу националниот интерес, интеграција во општеството, владење на правото за успех на државата и пазарна економија за подобар стандард на секој граѓанин. Образложувајќи ги првите два принципа, Никола Поповски нагласи: предлагаме да воспоставиме национален диалог, редовен диалог помеѓу секоја власт и секоја опозиција за прашања кои се однесуваат на национален интерес. Диалогот сметаме дека треба да се одвива и решенијата да се изнаоѓаат секогаш во рамки на институциите на Републиката, а од страна на представници кои се демократски избрани од граѓаните. Истото е и најефикасна заштита за надворешни влијанија или реализација на агенди кои не потекнуваат од заедничкиот интерес на македонските граѓани. Признавањето на македонската национална самосвест и јазична посебност од европските и меѓународните институции врз база на гаранциите од Европската конвенција за човекови права и Универзалната декларација за човекови права кои мора неселективно да важат за сите. Согласно Уставот во Република Македонија, суверенитетот произлегува од граѓаните и им припаѓа на граѓаните, рече Илија Димовски, промовирајќи го третиот и четвртиот принцип од Манифестот за единствена Република Македонија. Почитувањето на уставното уредување и законите на целата територија без селективност е предуслов за успешна држава. Културата на законитост и на почитување на законите, довербата во правниот поредок и лојалноста кон државата се клучни за владење на правото. Согласно Уставот, во Република Македонија, суверенитетот произлегува од граѓаните и им припаѓа на граѓаните. Неопходно е национално обединување околу целите за подобра економија, повисок раст, повеќе инвестиции, поуспешни предприемачи, новоотворени работни места за нашите граѓани, затоа што тоа е навистина непотребно, рече Илија Димовски, образложувајќи го четвртиот принцип. Тој напомена дека ВМРО ДПМНЕ во изминатиот период докажа дека ова е возможно со видно подобрување на рангот на државата на повеќе листи за квалитетна климата на водење на бизнис, како и преку создавање на над 160.000 нови работни места. Неопходно е да се опстои на тој курс, што е дополнителна причина за постигнување национално, односно надпартиско обединување околу овој единствен интерес за сите наши граѓани, потенцираше Димовски. Лидерот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски на својот Facebook профил објави: активно тече градбата на новиот автопат Скопје-Штип. Тој уште еднаш потсети дека во финална фаза е изградбата на автопатот Демиркапија-Смоквица и реконструкцијата на автопатската делница Неготино-Демиркапија. Председателот на ВМРО ДПМНЕ со нов пост на својот Facebook профил потсети дека дадениот збор пред граѓаните
За него и за владата предводена од ВМРО-ДПМН е должност која се исполнува. Капиталните инвестиции се тие кои обезбедуваат стабилност и се потенцијал кој движи економијата напред. Инвестициите во изградба на нови патишта не запираат. Активно тече градбата на новиот автопат Скопје-Штип. Инвестицијата е проценета на 206 милиони евра. Целосно е пробиена новата траса, а асфалтирани се околу 30 км од вкупно 50-тина. Вкупниот прогрес на градежните работи изнесува околу 60%, а оваа капитална инвестиција обезбедува работа, сигурна екзистенција на 800 работници на овој момент. Источна Македонија ќе добие автопат кој освен што ќе користи за граѓаните, ќе биде значаен и за развојот на бизнисот и економијата. И освен овој автопат се работи на уште 5 други автопати. Напиша Груевски на својот Facebook профил. Во својот пост председателот на владеачката ВМРО-ДПМН подсетува дека во финална фаза е изградбата на автопатот Демиркапија Смоквица, а се работи на автопатот Кичево-Охрид. Во завршна фаза е реконструкцијата на Смоквица Гевгелија, како и реконструкцијата на автопатот Куманово Скопје Миладиновци, а во тек и реконструкција на автопатската делница Неготино Демиркапија. Сето ова се инвестиции од над 800 милиони евра, кои се реализираат во моментов. Капитални потфати кои остануваат за сите идни генерации, автопати кои ќе ги користи и ги поврзува и македонците, и албанците, и турците, и ромите, и власите, и србите, и бошњаците, и сите други. Проекти кои представуваат потврда дека Македонија може да оди напред. Може да се развива само доколку се има визија, знаење и мотивација за успех. Зборот вреди само доколку се оствари. Пишува Груевски. Тој во својот пост го потенцира и значењето нови инвестиции, бидејќи истите се реализираат во исклучително сложени околности, во време на голема сериозност на состојбите и комплексна политичка криза, во мигови кога СДСМ и незините пулоги во повеќе сфери постојано продуцираат лажни вести и се обидуваат да представат една искривена слика, притоа не користејќи аргументи, туку празни зборови и лажни квалификации, обидувајќи се да ги подкопаат сите вредности на нашето општество. Институтот за економски истражувања и политики во соработка со невладините организации, центрите за социјална работа, како и Министерството за труд и социјална политика, продолжуваат со панел дискусиите за лицата кои се во социјален ризик, како полесно да се вработат. Прилог на Мартина Митков. Маргинализираните лица и оние кои се наоѓаат на маргините на пазарот на трудот се потешко доаѓаат до работа. Поради ова, Институтот за економски истражувања и политики одржа панел дискусија на тема "Секој има право и може да биде вработен". По 2 годишните истражувања тие наишле на голем контингент на млади лица кои се соочуваат со предизвиците на пазарот на трудот. Пристапивме кон холистички кон овој проблем, значи сватевме дека треба да вклучиме повеќе чинители. Почнавме од професионалците во центрите за социјална работа и центрите за вработување. Прво остваривме вмрежување, соработка и нивна обука. Тие се сега во моментот во улога на социјални ментори, значи сакаме да промовираме нов начин на соработка која би меѓу професионалците и лицата кои се во социјален ризик и за нивно полесно интегрирање не само на пазарот на труд, туку и во општеството. Во рамки на нивните активности се спроведува и обуки на лица на кои се унапредуваа нивните лични капацитети и вештини во процесот на барање на работа. Ваквите обуки беа спроведени во 5 региони, меѓу кои и Вардарскиот плански регион. Купната бројка на обучени лица е некаде над 120. Од нив дел се вклучени во тој менторски процес што ви го споменав. Исто така спроведуваме активности како овие панел дискусии за да се слушне и од другата страна, значи гласот на лицава да видиме со какви потешкоти и предизвици се соочуваат, да споделиме искуства, знаења, да дојдеме до нови идеи. На една од активностите насловена како "На кафе со работодавач" во неформална средба помеѓу невработено лице и работодавач дојде до директно вработување, вели Стоименовска. Таа потенцира дека мора да се премости јазот меѓу маргинализираните лица и работодавачите, затоа што сите имаат иста цел – да се дојде до вработување и да најдат работници.
А меѓусебната наплата е еден од проблемите кои во моментов се сочуваат компаниите, велат од регионалната стопанска комора. Тоа допринесува за лошата ликвидност на компаниите. За регионалната канцеларија во Велес, меѓусебната соработка значи и поттик за изнаоѓање на механизми со кои ќе се создаваат подобри услови за водење бизнис. Соработката помеѓу компаниите е значаен фактор за развој на економијата. Во моментов еден од проблемите со кои се соочуваат компаниите е меѓусебната наплата. Тоа допринесува за лошата ликвидност на компаниите, вели Ѓорги Чадиев, председател на регионалната стопанска комора. Ликвидноста на фирмите, што мора некои, ние често ги разговараме тие проблеми да се разрешат и да се донесат нови закони за решавање на тој проблем. Ликвидноста на фирмите мора да се подобри, да се зголеми, за да има соработка меѓу едни и други, поради тоа што ако една фирма не може да плати на друга, тогаш и другата паѓа во тешкотии. За да се надмине овој проблем, Чадиев вели дека неопходни се одредени законски измени. Очекувањата се дека Сојузот на стопански комори ќе започне со реализација на инфосиси. Значи целта на сите наши средби што се во овој домен се да се помогне на стопанствениците да се надминат оние проблеми од секојдневието. Во контактите со стопанската комора и регионалната кои имаме средбите со стопанствениците од Велес, ние секогаш гледаме дека има редовни проблеми што се појавуваат во нивното работење. Ова е еден од начините да се запознаат стопанствениците со решавање на секојдневните проблеми. Колку повеќе се зборува за проблемите на компаниите, толку побрзо ќе се изнајде решение, велат од Сојузот за стопански комори. За регионалната канцеларија во Велес, меѓусебната соработка значи и поттик за изнаоѓање на механизми со кои ќе се создаваат подобри услови за водење на бизнис. Во моментов земјоделците ја вршат пролетната сејдба. Тие треба да одлучат кои култури ќе бидат најмногу застапени, но експертите препорачуваат да се внимава какви сорти ќе се одберат. Доколку временските услови дозволат, се очекува пролетната сејдба да трае до втората половина на месец април. Во тек е пролетната сејдба. Земјоделците треба да одлучат кои култури ќе бидат најмногу застапени, но експертите препорачуваат да се внимава какви сорти ќе одберат. Поради климатските промени се советуваат земјоделците да користат хибридни сорти семе, кои се поотпорни на суши и на болести и кои даваат поголеми приноси. Фармерите имаат можност во случај на суша или невреме да ги осигураат нивните посеви и да побараат субвенција со која ќе покријат 60% од трошоците од вредноста на полисата. Со пролетната сејдба се опфатени скоро 74.000 хектари и тоа со жита, ориз, пченка, индустријски, фуражни и градинарски култури, а со есенската беа насеани 130.000 хектари, претежно со житни култури. Доколку временските услови дозволат, се очекува пролетната сејдба да трае до втората половина на месец април. Министерството за култура вложува во развојот на културата. Освен изградба на театри во државата, Министерството го зајакна кадровскиот потенцијал на уметничките ансамбли. Во последните 8 години во театрите и во центрите за култура реализирани се голем број вработувања, потенцираше Канчевска Милевска. Со цел македонските театарски уметници да добијат можност да творат во театри со најсовремени технички перформанси, по долгите години поминати во импровизирани објекти, Владата на Република Македонија и Министерството за култура во изминатиот период изгради неколку театри во земјава и започна да се гради Струмичкиот театар, кој се очекува да биде промовиран на јавноста до крајот на годината, истакна министерката за култура Елизабета Канчевска Милевска. Оваа година, значи, покрај Струмичкиот театар се планира да биде завршен и Албанскиот театар, односно целата негова реконструкција, исто така негде до крајот на годината. Паралелно работиме на изградба на нов објект за Турскиот театар.
Оваа година ќе се започне со изградба на драмскиот театар, негде во крај на мај, почеток на јуни, бидејќи веќе е избрана фирма, склучен е и договор. Канческа Милевска информираше дека оваа година планирано е да започне изградба на театарот во Охрид и театар Комедија, како и на другите градови низ Македонија. Освен изградбата, Министерството за култура го зајакне и кадровскиот потенцијал на уметничките ансамбли. Во изминатите 8 години во театрите и посебно во центрите за култура се реализираа огромен број на вработувања, над 450 вработувања, од кои вработувања се 223 уметници во кои што влегуваат актери, драматурзи, режисери, како и над 220 лица во делот на административно-техничкиот персонал. Уметничкиот кадар со кој располагаат институциите во земјава може да одговори на сите професионални предизвици, истакна Канческа Милевска. Оваа 2017 година во нашата земја традиционално ќе се реализираат и многу проекти на независната и алтернативна продукција, а ќе се одржат и 27 театарски манифестации и фестивали. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск утре ќе посети Република Македонија. Тој во Скопје ќе има средба со македонскиот председател Ѓорѓе Иванов, на која ќе се разговара за мигрантската криза и за политичката состојба во државата. Македонија денеска го одбележува Светскиот ден за борба против аутизам. Вести од земјава. Доналд Туск, председател на Европскиот совет, утре ќе посети Република Македонија. На неговата агенда е средба со председателот Ѓорѓе Иванов. Според најавите, главна тема за разговор е мигрантската криза и улогата на Македонија во справување со истата. Како што информираат од кабинетот на председателот Иванов, освен со актуелните состојби за мигрантската и бегалската криза, ќе се разговара и за прашања околу европската перспектива на регионот, но председателот Иванов ќе го запознае председателот Туск и со актуелната политичка состојба во државава. Според најавите, Туск во Македонија доаѓа по се почестите предупредувања од нов бранд бегалци, како и во контекст на посилните тензии помеѓу Европската унија и Турција за прекин на договорот за мигрантите. Во последните 2 години, Туск во Македонија доаѓа по трет пат. Последната средба со председателот Иванов ја имаше минатата година во месец март. Тогаш Иванов беше дециден дека Република Македонија нема да дозволи зголемување на безбедносните ризици од мигрантската криза. Македонија денеска го одбележува Светскиот ден за борба против аутизам. Точната бројка на лицата со аутизам во Македонија, како и на новооткриените случаи, годишно е непозната, бидејќи во државата не постои официјален национален регистар. Инклузија на лицата со аутизам во општеството исто така е нерешено прашање. Со нив треба да работи тим на стручни лица за нивен правилен развој и обука за стручни вештини со кои ќе можат да се вработат и да се оспособат за вклучување во општеството по завршување на основно или средно образование. Овој ден во Република Македонија е воведен со одлука на Генералното собрание на Обединетите нации и се одбележува од 2010 година. Датумот 2 април е избран во 2007 година од страна на Генералното собрание на Обединетите нации со цел да се сврти светското внимание кон аутизмот како растечки глобален здравствен проблем. Најмалку 206 лица загина, 202 се повредени, а повеќе од 220 се водат како исчезнати при големо лизгање на земјиште во градот Мокоа во провинцијата Путумајо, во југозападниот дел на Колумбија, соопшти Колумбискиот Црвен крст. Во Лондон судири меѓу екстремни десничари и антифашисти. Ова е светот денеска. Колумбискиот Црвен крст соопшти дека најмалку 206 лица загинале, 202 се повредени, а 220 се водат како исчезнати при големото лизгање на земјиште во градот Мокоа, југозападна Колумбија. Како причина за несреќата, Националната агенција за управување со кризни состојби вели дека се долготрајните и обилни врнежи од дожд кои предизвикале зголемување на нивото на водите на реката Мокоа и трите нејзини притоки, при што силните водени текови ги разбранувале бреговите и се излеале кон градот, предизвикувајќи свлечиште од земја и кал.
Владата во Богота прогласи вонредна состојба над 1100 војници, се итно испратени во погодениот район да помагаат во спасувањето на луѓето и во санирањето на последиците од големата катастрофа. Инако состојбата е повеќе од загрижувачка, пренесуваат тамошните медиуми. Целосно уништени биле неколку мостови, како и 80% од локалните патишта. 17 населби во Мокоа се покриени со вода, додека под калта од моќното свлечиште се затрупани 25 стамбени згради, во кои што живееле околу 300 семејства. Четрнаесет лица уапсила лондонската полиција за време на вчерашните судари помеѓу две групи демонстранти во центарот на Лондон, откако претходно не успела да ги задржи одвоени. Учесниците на протестите на екстремните десничарски групи Велика Британија на прво место и Англиска одбранбена лига, но и на левичарските организации, обединети против фашизмот. По интервенцијата на полициските сили, најголем дел од учесниците на протестите се разбегале по околните улици. Екстремните десничари најавија дека нивниот собира одговор на терористичкиот напад во Лондон на 22 март, при што беа убиени 3 лица. Србија го бира наследникот на председателот Томислав Николич. Околу 6,8 милиони граѓани своето право на глас имаат можност да го искористат денеска од 7 до 20 часот на 8523 избирачки места во Србија и на 90 во Косово. Вчера беше спроведено гласањето за председателските избори за србите, што живеат во странство на 53 гласачки места во 32 држави. Иако понудата е голема, дури 11 кандидати се на гласачкото ливче, анализите покажуваат дека единствената непознаница на овие избори е дали актуелниот српски премиер Александар Вучич ќе биде избран за нов претседател на Србија уште денеска или по 2 недели во вториот изборен круг. Јавните анкети покажуваат дека Вучич може да се надева на меѓу 52,8 и 54,3% од гласовите и многу е веројатно дека уште денеска ќе го исполни потребниот услов на освоени над 50% гласови за да биде избран за претседател во првиот круг. На поддршка од 12,1 до 12,8% од гласовите, според анкетите, може да се надава и кандидатот на граѓанската иницијатива Србија без страф, поранешниот народен правобранител Саша Јанковиќ. Според анкетите, за третата позиција ќе се борат поранешниот шеф на српската дипломатија Вук Јеремиќ и главната звезда на овие претседателски избори Лука Максимовиќ, кој настапува под името на своето алтер его, сатиричниот лик Љубиша Прелетачевиќ Бејли. Јеремиќ ужива поддршка на помеѓу 8,6 и 9,4% од анкетираните, додека Бејли од 8,6 до 9,5%. Лидерот на Српската радикална партија Воислав Шешелј, според анкетите на петото место, со поддршка од 6,5 до 7,4%. Останатите 6 мина председателски кандидати имаат поддршка помало од 3%. Но вечерва нешто по 22 часот познавачите на состојбите велат дека се ќе биде поизвестно. Тогаш се очекуваат и првите неофицијални резултати од овие председателски избори во соседна Србија. Денеска имаме сончево и топло време со температура до 24 степен. Од утре не очекува посвежо време со врнежи од дожд со слаб, а во западните и јужните делови повремено со умерен интензитет. Ке биде посвежо и температурата ќе биде во интервал од 13 до 19 степени. Со ова информација го завршуваме дневникот. Останете и понатаму со програмата на К1 телевизија. Пријатно!